Визната либерализација им ги затворила границите на ромите, па некои од нив во странство не можеле да заминат никако туристи. Реагираат штипските роми. Само не враќат назад и парите не изгоре, што дадеме за карта што платиме по 100 евра. И зашто не враќат? Затоа што сме роми. Па викам, како јас, гледате, 2 пати патувам, у годината еднашка, по 45 дена, 7 доаѓам си. Затоа тие бараат од државата да ги разграничи азилантите од туристите. Нека си преземат мерки за тоа. Кој е азилант? Знае се останува година-две. На враќањето нека им преземат мерки, нека им удрат тие што се били азиланти, нека им удрат печати, нека им удрат забрана по 5-6 години, а не нашите пасоши да ги уништуват. Кои што сакаме да се одеме за потреби наши лични. На гости се одеме кај роднините, а детето треба да се види со девојката. Ова се реакциите на ромите, но евиденцијата на полицијата покажала дека токму под превезот на туризам, лажните азиланти најлесно ја кршат визната либерализација. Затоа кој може, а кој не да ја напушти државата на граница се контролира добро. Или доколку лицето е подготвено со во багажот носи алат за работа, значи тој е потенцијален кандидат да ја премине државната граница и да работи на црно во странство. Или неоправдана цел. Или каже дека ќе се задржува 3 месеца во странство колку е законската регулатива, а не поседува парични средства. Но ова не е доволно оправдување за ромските организации, кои правата на ромите ги докажуваат на суд. Поднесовме представка до Уставен суд за преиспитување на законитоста на таквата одлука. За жал, и после 1 година од поднесувањето на представката, се уште немаме одговор. За жал, се уште не се подобрува состојбата на ромите, туку донесуваме законски одредби со кои ги кршиме правото на слободно движење. Инаку лажните барања за азил беа причина за жестоки реакции од земите членки на Европската Унија, а некои отидоа и дотаму па побараа укинување на либерализацијата за Македонија. По ова следуваа низа предавања и советувања за овдешните роми и намалување на барањата за азил за 30%.